Мицкоски најави инвестиција од 65 милиони евра. Цената на кафето порасна за 60% од август до сега. Зеленски се согласи на преговори со Путин. Папа Лав 14 запрети ги сите војни. Алармот го нарушува природниот циклус на спиење. Детективи го чуваат реткото цвеќе вионг. Премиерот Христијан Мицкоски најави дека швајцарската фармацевтска компанија Ронтис ќе инвестира во проширување на производството во Македонија. Според него, оваа инвестиција ќе изнесува 65 милиони евра и ќе отвори нови 700 работни места. Проектот ќе биде официјално представен во наредниот период. Проектот на Ронтис ќе придонесе за зголемување на извозот и намалување на трговскиот дефицит, што ќе има позитивно влијание на бруто домашниот производ. Премиерот Мицкоски изрази уверување дека оваа инвестиција ќе биде значаен чекор во економскиот развој на земјата. Владата на Република Македонија продолжува со поддршка на домашните компании преку различни мерки и иницијативи. Инвестицијата на Ронтис е дел од пошироката стратегија за поттикнување на економскиот раст и развој на индустријата во земјата. Мицкоски нагласи дека создавањето на поволна и стабилна бизнис клима е клучно за привлекување на странски инвестиции. Тој изрази уверување дека Македонија ќе продолжи да биде атрактивна дестинација за инвеститорите. Од 5 август 2024 до 29 април 2025 година, цената на кафето на светските берзи се зголемила за речиси 60%, покажуваат податоците на Trading Economics. Ова значително поскапување го прави кафето луксузен производ, недостапен за многу граѓани. Според експертите, главните причини за зголемувањето на цената се неповолните временски услови во региони како Бразил и Виетнам, кои се клучни производители на кафе. Ако овие земји не постигнат добар принос, цените ќе продолжат да растат. Граѓаните изразуваат незадоволство од наглото зголемување на цената на кафето. Иако некои велат дека ќе продолжат да го пијат, многумина сметаат дека цената не е оправдана. Според експертите, се очекува цената на кафето да продолжи да расте уште најмалку 6 месеци, ако не се подобрат условите за производство во клучните земји. Председателот на Украина, Володимир Зеленски, изрази согласност да се сретне со рускиот председател Владимир Путин во Истанбул во четврток, 15 мај, за да разговараат за прекин на огнот и крај на војната. Оваа одлука следува по притисокот од американскиот председател Доналд Трамп, кој го повика Зеленски да ја прифати понудата за директни преговори со Путин. Зеленски изјави дека Украина е подготвена за преговори, но под услов Путин да прифати 30-дневно примирие. Тој додаде дека ќе го чека Путин лично во Турција и се надева дека овој пат Русија нема да бара изговори. Рускиот председател Путин, иако изрази сомнеж за досегашните примирија, понуди директни разговори во Истанбул, нагласувајќи дека се подготвени да ги решат основните причини за конфликтот со Украина. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган потврди дека Турција е подготвена да биде домакин на овие преговори. Во своето прво обраќање како папа, Лав 14 повика на прекин на сите војни и апелираше до светските лидери за мир. Тој изрази поддршка за мир во Украина, ослободување на воените заробеници и враќање на депортираните деца. Исто така, повика на итно примирие во Газа и хуманитарна помош за цивилите. Вистина е дека алармот го нарушува природниот циклус на спиење. Луѓето што користат аларм за будење се поуморни од оние што се будат природно, покажуваат резултатите од американско истражување спроведено врз 450 административни работници. Вистина е дека научниците од Универзитетот Нотр Дам во Индијана ги следеле должината на спиење и отчукувањата на срцето со помош на преносливи уреди. Дури 57% од испитаниците се буделе со аларм и обично чувствувале замор и поспаност во текот на денот, за разлика од оние што се буделе природно. Причината за ова, според научниците, е во тоа што алармот го нарушува природниот циклус на спиење. Вистина е дека природното будење е полесно за телото. Луѓето што се будат без аларм спијат подолго, пијат помалку кофеин и чувствуваат помал замор преку денот. Вистина е дека кога телото се буди природно, активира краткотраен одговор на стрес непосредно пред будењето, што го подготвува организмот и овозможува полесно и посвежо будење. Меѓутоа, кога ќе се разбудиме одеднаш поради аларм, овој природен механизам се прескокнува и циклусот на спиење се прекинува на несоодветен начин. Вистина е дека одложувањето на алармот не помага.
Што се случува кога по првиот аларм го одложуваме будењето за уште 5 или 10 минути? Вистина е дека иако многумина мислат дека со тоа ќе добијат уште малку важен сон, научниците предупредуваат дека овие неколку минути не се доволни за повторно влегување во фазата на длабок, обновувачки сон позната како REM фаза, во која и сонуваме. Со други зборови, со одложувањето на алармот не добиваме вистински квалитетен сон. Професорот Арон Стригел од Универзитетот Нотр Дам вели дека одложувањето на алармот нема вистинско значење и дека целта на истражувањето била да се разјасни што на вистина се случува во тие моменти. Вистина е дека недоволниот сон има долгорочни последици. Луѓето што често користат аларм за будење и го прекинуваат природниот циклус на спиење, не само што се поуморни во текот на денот, туку и се изложени на долгорочни здравствени ризици. Вистина е дека продолженото нарушување на циклусот на спиење може да доведе до проблеми со концентрацијата, зголемен стрес и хронична замореност. Ова истражување покажува дека алармот може да доведе до несоодветно и нецелосно обновување на телото, што го нарушува не само квалитетот на спиењето, туку и на општото здравје. Вистина е дека индивидуалните разлики играат голема улога во ефектите на алармот. Не сите луѓе реагираат исто на аларм за будење. Вистина е дека, иако многумина се чувствуваат изморено поради користењето на аларм, некои можат да се адаптираат на овие нарушувања. Истражувањето исто така покажува дека луѓето што се ноќни птици се најпогодени од овие негативни ефекти. Ова потврдува дека индивидуалните разлики во биолошките ритмови имаат големо влијание на тоа како алармот ќе влијае на нивното чувство на замор и расположение во текот на денот. Вистина е дека природното будење е поефикасно за здрави ритмови. Вистина е дека ако луѓето имаат можност да се будат природно, тие не само што се поосвежени, туку им помагаат на своето тело да ја одржи оптималната хормонска рамнотежа. Телото ослободува кортизол, хормон на стрес, непосредно пред будењето кога не е прекинато од надворешни фактори како што е алармот. Со тоа, тие можат да го започнат денот без стресни реакции и со поголема енергија. Оваа природна подготовка е важна за подобар почеток на денот и за подолгорочни позитивни ефекти врз здравјето. 3 обучени кокер шпаниели се вклучени во заштитата на ретката орхидеја Вионг, која е загрозена поради климатските промени и човечката активност. Овие кучиња, со своето остро сетило за мирис, помагаат во откривање на локациите каде што расте оваа орхидеја, овозможувајќи научниците да ги идентификуваат и заштитат нејзините природни живеалишта. Иницијативата е дел од поширок проект за зачувување на биолошката разновидност, каде што животните се користат како партнери во научните истражувања. Кокерите се тренирани да препознаваат специфични мириси поврзани со орхидејата Вионг, што ја зголемува ефикасноста на теренските истражувања. Овој метод на користење на кучиња во ботанички истражувања се покажува како успешен, бидејќи овозможува побрзо и поточно откривање на загрозените растенија. Покрај тоа, оваа практика ја нагласува важноста на иновативните пристапи во заштитата на природата. Проектот со кокер шпаниелите како детективи за растенија представува пример за тоа како човечката креативност и соработка со животните може да придонесе за зачувување на ретките и загрозени видови во природата. Мицкоски најави инвестиција од 65 милиони евра. Цената на кафето порасна за 60% од август до сега. Зеленски се согласи на преговори со Путин. Папа Лав 14 запрете ги сите војни. Алармот го нарушува природниот циклус на спиење. Детективи го чуваат реткото цвеќе Вионг.